Следниот видео материјал е совршен вовед во разговорот кој што го имаме како последен во Македонија наутро. Останете со нас. На гости утрово во Македонија наутро ја имаме една од најбараните пијанистки. На најголемите и најреномирани фестивали во Европа за современа музика со бројни светски премиери за нејзиното име. Уште некој ден е во Македонија, па драго ни е што ја уловивме Ана Валиновска да ни гостува во Македонија наутро. Добро утро, Ана, и добре ни дојдовте. Добро утро, пред се честит празник на сите, за многу години. Ви благодарам за поканата и за оваа убава најава. Ана, до 2018 година во Македонија по магистерски студии Швајцарија. Зошто токму Швајцарија беше изборот? Да. Ако гледаме позадина на мојата кариера, се школува во Македонија најпрвен, тука дипломирав и магистрирав. Мојот профил во Македонија како пијанист беше класичен пијанист, а потоа се преселив во Швајцарија. И во Швајцарија имав можност да запознам многу уметници, многу композитори со иновативни и поинакви, несекојдневни можеби видувања, кои што беа многу интересни за мене. И од тука Швајцарија ја избрав за да студирам таму магистерски студии, повторно како пијанистка, меѓутоа со фокус кон новата класична музика или како ние ја нарекуваме современа музика. Ја избрав Швајцарија поради квалитетното образование и можеби најдобрите студии за современа музика во светот. Кога сме кај квалитетното образование, даде ли нашиот образовен систем солидна основа за да може да го надградувате истото? Да, апсолутно, нашиот систем дава соодветна основа. Имено тоа се гледа и по интересот колку млади уметници сакаат да учат музичка уметност во Македонија, колку млади деца, можеби од родителите тоа останато од колено на колено да ги праќаат децата да учат музичка уметност, што говори убави работи за нас како средина, меѓутоа тука треба нели секако да се спомене дека музичкото образование, музичката уметност за да образувате еден уметник, верувале или не, тоа е поскапо отколку да образувате хирург. Знаете зошто? Хирурзи се обучуваат по 10 мина во просторија, за еден музички уметник, дали е тоа пијанист, виолинист, одберете самите, доаѓа еден експерт кој што нели
посакуваат универзитетите да е најдобриот и се посветува само на еден студент. Значи тоа го нема дури ни во медицината. И тоа се одликува така и во средното образование, така и во нижото. Значи станува збор на вистина за еден голем и комплексен систем кој што како ние го милуваме да го велиме, музичкото образование е скапо образование и тоа нели не е изговор за зашто некои работи не функционираат, туку напротив, треба да е импулс за добро да се планира, за соодветно да вадиме кадри и кадрите да го заслужуваат, нели, она што да го добиваат она што го заслужуваат. Така. Кога ќе споменеме класичната музика, прва асоциација не е секогаш Австрија, Виена се доживува како место, како дом на класичната музика. Од неодамна живеете во Австрија, како редовно вработена во Универзитетот за музика Густав Малер. Што значи да си македонка дел од толку престижен универзитет? Па да, еве, од март месец предавам на Универзитетот Густав Малер. Ние за Австрија велиме дека нели е колевката на класичната музика, каде што живееле Моцарт, Хајден, Берг, Шенберг, Малер. Беше навистина голем предизвик и не очекувам пресврт во мојот живот. Еве, овој сегмент јас го издвојувам како можеби најсветлата точка во овој момент во кариерата. Знаете, за една таква позиција јас не го знаев тоа однапред, меѓутоа сега го знам дека имало 36 кандидати пријавени од целиот свет за оваа една позиција која што јас ја држам. Вие сте асистент? University assistant, да, така. Малку е поинакво од кај нас, бидејќи како со таа позиција јас веќе сум супервизор на 12 магистерски проекти, нешто што кај нас асистентите не го имаат во векот на нивната позиција. Многу е поинакво од кај нас. Значи, самиот процес за да влезете да предавате на таква институција, како што реков, 36 пријавени кандидати, потоа поканети 5 мина на интервју за работа. Интервјуто за работа изгледа поинако малку од нашиот систем. Не станува збор само за 3-члена рецензенска комисија која што го одбира најдобриот кандидат врз основа на документи, туку е тоа вистински една битка. Пред се свирите полурецитал. Потоа треба да говорите за вашата истражувачка дејност, потоа треба да одржите и предавање и на крај, нели, ако ги преживеете трите рунди, ви следува прашања и одговори со комисијата. И комисијата е 9 до 11 члена комисија од експерти, така да навистина не е лесно да се добие на таква позиција. Имаше интересен момент, ни рекоа дека резултатите ќе бидат по 3 недели од интервјуто за работа. Мене ми се јавија за помалку од 3 часа, бидејќи сите 9 мина прво ме направиле прво рангирана на нивната листа, нешто што никогаш не се случило на универзитетот. И од тука го сметам за голема чест и голема одговорност. Единствена македонка си? Единствена македонка, да. Како дел од наставниот кадар. Како дел од наставниот Има ли студенти македонци и од каде се има студенти? Колку е тешко да се влезе воопшто да се студира на универзитетот? Тешко е да се влезе, мал е процентот на примени студенти, бидејќи е голем и интересот. Немам за жал македонци студенти, меѓутоа сум срекна бидејќи имам од ексију државите многу студенти. Имам и од Хрватска, од Словенија, имам и од Србија, има многу австрици, швајцарци, германци, италијанци, секако и од Азија. Така да профилот на студенти е навистина комбиниран и мешан и е секако многу интересно бидејќи секој од студентите има различни интереси. Бројни настапи низ годиниве, малку неблагодарно прашање од моја страна, но ако треба вака да издвоиме на кои сцени сте настапувале, што прво ни доаѓа на ум да наброиме? Прво бидејќи сигурно сите ви се драги подеднакво, но што прво, затоа велам што прво доаѓа на ум? Па веројатно изведбите на дела од композиторката Ребека Саундерс, бидејќи ние за таа композиторка велиме дека е добитничка на Нобеловата награда за музика. Потоа бројни фестивали како Луцерн фестивал, Донауешинген во Германија, најстариот фестивал за современа музика во светски рамки, разни подиуми, денови на нови музики низ цела Европа, имено на неколку фестивали. Јас имам одговорност и за селекција на композиторите чии дела ќе се изведат. Тука не треба да го заборавам изведбата на едно специфично дело Rundfunk. Тоа е можеби едно од највиртуозните дела од репертоарот на електронската музика. Таму свирам на синтесајзери и баш имавме посебен коментар со колегите, со дел од колегите тука во Македонија на факултетот, бидејќи на моето интервју за работа на Густав Малер, на двајца кои продаваат композиција,
всушност биле на тој концерт, на еден од концертите на ова виртуозно дело, им текна дека јас сум изведувачот и на предмет електронска музика го слушавме тоа дело и викам, колеги, ги гледате, викам, овие двајца во прв ред во публика. Викам, тоа се моите шефови, раководителот на катедрата и вице-ректорот за настава. Никогаш не знаете во животот кој ве слуша, кој ве гледа. Секогаш треба да сте на ниво на задачата. И кога ја споминавте веќе публиката, која, ако ве навратам со меморијата и концертите, била најлесно условно кажано за освојување, а пред која сте имале најмногу трема или е најтешка публика? Постои такво никакво рангирање? Па да, обично уметниците сакаат ова прашање да го одговараат, нели, дека дома е најтешко и да, јас во целост се сложувам со тоа дека дома е огромен предизвик да се свири, но јас би додала и уште еден сегмент кој за моќта наша на сцена, меѓутоа и моќта на публиката, како може би се чувствува каде е тешко, а каде е лесно. Тоа зависи во голема мера од слушањето, од кој е во публика и како ве слуша. Ние често велиме дека слушањето не е само за да чуеш некој кој што говори или некој што свири. Не е само за да ги чуеш зборовите и да можеш да повториш што кажал или пак да го чуеш музичкото дело и да препознаеш што е хармонски или која е музичката форма. Слушањето е секогаш за слушање со значење. И всушност има еден тест дали некој е добар слушател во музиката. Каков? Ајде. Многу е едноставен. Тестот дали некој е добар слушател е дали личноста од другата страна се чувствува слушнато. Така да ви благодарам и вам и на македонската публика што сте одлични слушатели во овој момент. Ние сме одлични слушатели со Да, Кристина сега. совршени. Ова што го кажа, Ана ме замисли, бидејќи ете поврзаност меѓу нашата и вашата работа. И Огромна. ние кога водиме настан, едноставно знаеш дали публиката во тој момент те слуша или Но и овде во студиото им исто. летаат гулаби. Апсолутно, Но и нели го овде имате во чувство? студиото, Да, апсолутно, дефинитивно. апсолутно. Ето тоа е професионалната димензија на работата. Ја споменавме публиката. Сакам да ги споменеме и настапите периодов. За некој ден кажавме се враќате во Австрија, меракние што сте тука дома. Тоа значи дека не оставивте тука ништо за вас и само си заминавте со коферите во Австрија, штом се доаѓате дома. Тоа го правите најверојатно од многу намери, меѓу кои и пренесување на искуството кое што го стекнувате таму. Настапи периодов закажани, ќе си одиме во втората дома, па што ни следува таму? Така, да, ми следува интензивен период. Се радувам многу што сум овие 2 недели дома, бидејќи на работа имаме великденски ајде да го наречеме двонеделен одмор, без така се предавања. поводи годинава, нели, католичкиот и Совршено православниот. да си го видам и семејството и обврски, нели, во Македонија. Сега заминувам во Австрија, бидејќи поврзано со мојата позиција на универзитетот, моето место е затоа што треба да се оформи нова докторска програма за Artistic Research. Имено сите универзитети во светот, посебно во земјите од германско говорно подрачје, имаат обврска до 2030 да имаат нова докторска програма за Artistic Research, доколку ја немаат, нема да се повеќе универзитети, туку ќе бидат високи школи, Hochschulen. И од тука со мојата позиција имам сериозни обврски. Не сум само јас, имаме еден прекрасен тим, значи следната недела ми следуваат навистина сериозни состаноци на работа веќе на таа нова докторска програма на универзитетот кој што предавам. Потоа таа недела по неа заминувам за Португалија, цела недела ќе бидам во Порто. Ќе свирам, ќе говорам, ќе го представувам универзитетот, се радувам многу што ќе носам 2 студенти со мене. Не е едноставно секогаш да понесете студенти со вас, така да ќе носам еден студент на дипломски, еден студент на магистарски, така да и во Порто ќе имаат совршена прилика да ме помешаат со студентите како што сум младолика. Имам обврски, ќе свирам и во Швајцарија, ќе свирам и во Белгија. Потоа повторно треба да се вратам во септември да свирам во Португалија, па да држам рецитал во Белград. Меѓутоа се надевам дека тука некаде помеѓу ќе дојдам и повторно во Македонија за да свирам. За 1 мај. Се Не, шегувам. многу е рано. Се надевам дека ќе биде ова лето. Се уште не можам да потврдам ни точен датум, ни точна локација, се уште Да си се запишем договара. си Пишувам прилика, ова да. лето. Се надевам, да. Подсетник. Треба да е со сигурност оваа година со 2 мои драги колешки да свириме во Скопје и во Охрид, така да
Ана, ќе ве чекаме. Очекуваме вие да ни се јавите и да ни кажете дека сте тука, бидејќи јас се изгубив со агендава на вистина, но нека трае, бидејќи на вистина има што да се слушне и да се види. Од вас споменавме дека европската публика ве обожува и македонската, и со голема радост ќе очекуваме повторно да ни дојдете за некое време, па и овде во студиото Тринамата. Ви благодарам многу за можност.